ова книга не сум ја напишал баш само за вас. Добро, тоа не. Нешто што ме мачи дека Македонија не е многу позната во светот и особено овој прашање што ставев на почетокот на книгата со врска со раѓање на движењето од 6 млади души во Солон кои се шетат преку море и во 903 година и за 10 години да стигне 20.000 луѓе со пушки да борат против Отоманска империја. За мене ова е, мислам, ова е приказ на што вие сите знаете и од одамно, ама толку што знаете, мислам, за вас станува нешто нормално. Значи не е ништо особено. Јас сакав да од надвор кога почнав баш да читам за други движења, сватив колку не е толку што е нормално, што мора да има систем, што мора да има јака бирократија или нешто што да ги мотивира толку луѓе да одат. И особено ако има збор за овие кои беа селани, кои само се интересираат за нива, за стока, за семејството. Книгата е нешто како реакција или, значи, и сватив дека на англиски јазик уште сите само имат збор за Данкан Пери, што е сега пред 20 години. Завршено од 88 години и повеќе. И за мене беше чудно дека никој не барал значи има повеќе теоретски погледи сега, ајде да се вратиме да видиме дали има нешто ново што е важно за востанието. Особено што Пери главно користел неколку извори со врска со селани, ама мислам дека тој беше, не знам премногу, ама повеќе се интересираше за водачи, за лидери и главно дава импресија дека раја беа така пасивни и само се интересираат за себе. Значи имав ова како инспирација или провокација и второ што мислам спомневме сега дека ова е линденско досие што постои во архивот блиско до Институција национална историја, сега мислам во градот, во центар тука некаде, нели? Архивот. Да, добро. Значи некој ме спомна за тоа кога јас бев тука како постдипломски студент, и сватив од што разберав од список за луѓе кои го користеле архивот овој фонд до тогаш, само има или 20 или 30 луѓе кои баш прегледа, значи и толку имаше, мислам, работа од страна на овие архивисти да ги среда и да става каталог. Штета за мене што толку малце беше познат. И ова ми беше инспирација, значи да напишем нешто за Македонија, ама исто така да го Македонија да ја ставиме во глобален контекст. Значи и да станеме свесни дека иако преку 20 век, мислам, историчари секаде повеќе се бавиле за нации и главно преку особено заради да кажеме фетишизмот за архивот, значи сите барале ајде на место да откопиме. Делот што барав во ова книга баш ако можеме да влеземе толку што можеме во искуството на народот, на луѓето тогаш. Значи затоа ние сега знаеме што се случи после, ама и оние не знаеле
И много лесно за нас да мислиме дека што се случи после или ова што им беше целта или не беше. Ама да се вратиме, значи и да скокнеме толку што можеме и да влеземе и да прашаме добро. Ајде еден колап во Прилеп, што постојано ми е, мислам, затоа толку беа важни колапи во колап пуча? Колап пуча. Меса. Касап. Што е колап? Кабель? Добро, значи, ајде еден касап во Прилеп. Касапите беа доста активни, не само заради нели што знаат како да колат, исто така што на пример значи има дозвола да се шета преку села редовно, значи и не само тоа што имаше или ескнаф или нешто слично, значи имавме неколку протоорганизации и вака, значи толку што можев сакав да се вратам во ова искуство и да мислам добро. И ако некој од организација дошол кај него, што би прашал, што би сакал, како беше разговорот меѓу нив, што беа како на крајот организацијата го убедува ајде да почнете, ајде нешто заедно да работиме. И вака се и со заклетва и со овие документи и со даноци, значи баш со јазикот, со фондот од овие документи од пред 60 години, барав вака буквално да скокнам до минатото врз нивните зборови и да ги давам почит и да им давам простор, оние да дават дефиниција што беше организацијата.